Мисајловски на саем за одбрана во Турција. Птичји грип, симптоми и пренос. Откажани сите летови од аеродромот Брисел Југ Шарурова. Starlink добива пристап до интернет во Косово. Вештачка интелигенција, нови стандарди во правните услуги. Македонска народна музика. Taste Atlas, зелник најдобро рангирано македонско јадење. Министерот за одбрана Владо Мисајловски и генерал-мајор Сашко Лавчиски, началник на генералштабот на армијата, ја предводат македонската делегација на 4-тиот меѓународен саем за одбрана, Саха Експо 2024, кој се одржува во Истанбул, Турција. За време на посетата, министерот Мисајловски ќе се сретне со својот турски колега, Јашар Гулер, за да разговараат за соработката во одбраната. Во рамките на саемот, македонската делегација ќе оствари средби со представници на турски компании од наменското производство и ќе се запознае со најновите техничко-технолошки достигнувања во областа на одбраната. Оваа посета е важна за зајакнување на воената соработка и развој на партнерства меѓу двете земји. Птичиот грип е вирусна болест која првенствено напаѓа птици, но може да се пренесе и на луѓе. Иако бројот на случаи на заразени луѓе е многу мал, вирусот може да предизвика сериозни симптоми, особено ако не се лекува навреме. Луѓето ги зафаќаат најчесто два подтипови на вирусот, а инфекцијата обично се случува преку контакт со заразени птици или нивните телесни течности, како плунка и измет. Ретко се јавуваат случаи на пренос од човек на човек. Согласно податоците на Светската здравствена организација, од 2003 до 2024 година регистрирани се 896 случаи на инфекции кај луѓе на глобално ниво. Важно е да се нагласи дека консумирањето добро зготвено месо од заразени животни не представува ризик за инфекција. Најголем ризик за изложеност на вирусот имаат луѓето кои работат со птици, како одгледувачите на кокошки, поради нивниот непосреден контакт со потенцијално заразени животни. Сите летови од аеродромот Брисел Југ Шарурова се откажани поради штрајк на безбедносниот персонал, објави аеродромската управа. Причината за штрајкот е недостигот на персонал, што ја загрозува безбедноста на патниците и вработените. Патниците чии летови се откажани ќе бидат контактирани од нивната авиокомпанија во врска со враќањето на парите или нова резервација. За денеска беа планирани 89 летови, кои би пренеле околу 16.000 патници, особено со оглед на почетокот на есенскиот распуст во белгиските училишта. Од управата на аеродромот истакнуваат дека ќе се трудат да ги обноват нормалните активности до среда, а пристигнувањето на авионите ќе продолжи според предвидениот возен ред. Регулаторната управа за електронски и поштенски комуникации на Косово му овозможи на американската компанија Starlink пристап до интернет услуги на секоја локација во Косово. Оваа одлука е дел од напорите за подобрување на достапноста на образовни и здравствени услуги, како и за олеснување на работата на далечина и комуникацијата во случаи на природни катастрофи или национални итни случаи. Според регулаторната управа за електронски и поштенски комуникации на Косово, влезот на Starlink на домашниот пазар ќе придонесе за економските придобивки и општиот развој на Косово. Starlink, приватна сателитска мрежа во сопственост на компанијата SpaceX, управувана од милијардерот Елон Маск, вклучува околу 4800 уреди во орбитата и обезбедува интернет услуги во околу 100 земји. Компанијата стана позната по понудата на брз интернет, особено во услови кога локалните провајдери не можат да ги задоволат потребите на корисниците. По започнувањето на војната во Украина во февруари 2022 година, Маск му понуди на Украина пристап до Starlink, што дополнително ја зголеми популарноста на услугата во услови на нарушени комуникациски линии. Технолошката револуција предизвикана од вештачката интелигенција значително ја менува динамиката на правниот сектор. Кевин Вейл, главен директор за производи на OpenAI, на Ray Summit 2024 објави дека нивниот модел O1 овозможува создавање правни документи по многу пониски трошоци, заменувајќи го традиционалниот пристап што некогаш бараше 6 часа работа од приправник по цена од $1000 на час со решение што трае само 5 минути за само $3. Оваа трансформација поставува сериозни прашања за иднината на правните услуги и моделите на деловно работење во овој сектор. Иако OpenAI настојува да го демократизира пристапот до AI технологијата, постојат загрижености за квалитетот и точноста на правните документи генерирани од вештачката интелигенција. Правните служби бараат длабока анализа на законот и контекстот, аспекти кои AI се уште не може целосно да ги објасни. Грешките во генерираниот текст можат да имаат сериозни последици, особено во правниот контекст. Како резултат на ова, се поставува дилема помеѓу намалувањето на трошоците и одржувањето на квалитетот, при што OpenAI исто така се соочува со предизвици во одржувањето на достапноста на своите услуги за сите корисници, особено во економски послабите региони.
Вистина е дека македонската народна музика има богата и комплексна историја, која опфаќа различни периоди и стилови. Вистина е дека нејзините корени се вкоренети во традициите и обичаите на македонскиот народ, а влијанијата од различни култури, како што се османлиската, грчката и словенечката, играат значајна улога во нејзиниот развој. Вистина е дека народната музика била дел од секојдневниот живот на луѓето, поврзана со празници, обреди и обичаи. Вистина е дека мелодиите и текстовите обично одразуваат локални легенди, историја и секојдневни ситуации. Вистина е дека во 19 век процесот на собирање и документирање на народната музика започнува со интерес од страна на истражувачи и композитори. Вистина е дека фолклорните песни и танци почнуваат да бидат популаризирани низ балканските простори. Вистина е дека во 20 век, со формирањето на Југославија, македонската народна музика добива ново внимание, особено по Втората светска војна. Вистина е дека се основаат фолклорни ансамбли и културни друштва, што доведува до професионализација на фолклорната музика. Вистина е дека првиот радиофонски ансамбл на народна музика во Македонија е основан во 1954 година, а на сцената излегуваат и значајни композитори. Вистина е дека во современиот развој, традиционалната народна музика е интегрирана во популарната култура, што резултира со нови форми на музичка изразеност. Вистина е дека многу современи уметници комбинираат народна музика со современи стилови, што создава нови звуци и привлекува поширока публика. Вистина е дека младите изведувачи на народна музика играат важна улога во зачувувањето и обновувањето на традицијата. Вистина е дека многу млади уметници започнуваат своји кариери, користејќи традиционални мелодии и инструменти, но истовремено додаваат современи елементи. Вистина е дека тие учествуваат на фолклорни фестивали, што им дава платформа за изразување и запознавање со публиката. Вистина е дека многу од нив комбинираат народна музика со современи жанрови, создавајќи нови звуци. Вистина е дека социјалните медиуми им помагаат на младите изведувачи да ги промовираат своите песни и видеа, што им овозможува да достигнат поширока публика. Вистина е дека овие платформи се идеални за создавање на иновации и нови идеи, како и за интеракција со фановите. Вистина е дека младите изведувачи се приклучуваат на фолклорни ансамбли и друштва, каде што учат традиционални танци и песни. Вистина е дека овие ансамбли организираат концерти и настапи, што им дава можност да се изразат пред публика. Вистина е дека некои млади уметници продолжуваат со формално образование во музиката, учејќи традиционални техники и теорија. Вистина е дека, иако младите изведувачи се иновативни, тие се соочуваат со предизвици, како што се недостатокот на финансиски средства за продукција и промоција. Вистина е дека важно е да се најдат начини за поддршка на овие таленти и промоција на нивната работа. Вистина е дека македонската народна музика продолжува да биде важен дел од културниот идентитет на народот, а младите изведувачи носат свежина и нова енергија во традицијата. Реномираниот сајт за храна Taste Atlas објави листа на 34 најдобри македонски јадења, заснована на оценките на корисниците. На прво место е познатиот македонски специјалитет зелник, традиционална пита полнета со различни состојки. Целта на ова рангирање е да промовира локалната гастрономија и да поттикне интерес за традиционалните јадења. До 16 октомври 2024 година забележани се 2499 оценки. Мисајловски на саем за одбрана во Турција. Птичји грип, симптоми и пренос. Откажани сите летови од аеродромот Брисел Југ Шарурова. Starlink добива пристап до интернет во Косово. Вештачка интелигенција, нови стандарди во правните услуги. Македонска народна музика. Taste Atlas, зелник најдобро рангирано македонско јадење.